Добре дојдовте во уште едно летно издание на вашиот омилен Урбан блог. И овој пат 30 минути со содржини специјално подготвени за вас. А што поточно, гледаме во продолжение. Во новиот Урбан блог ви помагаме како да добиете совршен тен ова лето, кога и како треба да се вежба во текот на летото. И ве носиме на уште една извонредна дестинација. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан блог. Летото е совршено за тренинзи на отворено. Но како безбедно да тренираме и во летниот период, гледаме во продолжение. Летото е време кога многу луѓе поминуваат повеќе време на отворено и се обидуваат да останат физички активни. Сепак, високите температури можат да представуваат сериозен предизвик за телото, особено за време на интензивна физичка активност. Затоа, тренингот во топлина е тема за која експертите зборуваат се повеќе и повеќе секоја година. Иако не е потребно целосно да се откажете од вежбањето во текот на топлите денови, важно е да ја прилагодите вашата рутина на временските услови. На овој начин можете да продолжите да тренирате, а воедно да го намалите ризикот од дехидрација, исцрпеност и прегревање. Зошто тренингот во лето е потежок? Кога вежбаме, телото природно произведува топлина. Во текот на летото, телото мора истовремено да ја регулира температурата на околината и температурата што се јавува како резултат на физичката активност. Ова предизвикува срцето да работи посилно, потењето се зголемува, а телото губи повеќе течност и електролити. Сето ова може да влијае на перформансите, нивото на енергија и општата состојба. Затоа тренингот во лето бара поголема предпазливост, отколку вежбањето во постудените месеци. Изберете го вистинското време за тренинг. Еден од најважните совети е да се избегнува најжешкиот дел од денот. Експертите препорачуваат тренингот на лето да се планира или рано наутро, доцна попладне или навечер. Периодот помеѓу 11 часот наутро и 17 часот е генерално најмалку поволен за интензивна физичка активност на отворено, бидејќи тогаш температурите се највисоки, а УВ-зрачењето е најсилно. Сепак, мора да тренирате во текот на денот. Изберете засенчени места и намалете го интензитетот на активноста. Хидратацијата е приоритет. Кога станува збор за тренинг во лето, хидратацијата е веројатно најважниот фактор. Не чекайте додека не почувствувате жед. Експертите препорачуваат пиење течности во текот на денот, особено пред, за време и по тренингот. Покрај водата, пијалоците што содржат електролити исто така можат да бидат корисни, особено по подолги или по интензивни активности. Имајте на ум дека симптомите на дехидратација вклучуваат вртоглавица, главоболка, замор, мускулни грчеви и темна урина. Доколку ги забележите овие симптоми, важно е веднаш да направите пауза и да пиете течности. Прилагодете го интензитетот на тренингот. Многу луѓе се обидуваат да го одржат истото темпо во текот на летото како и во постудените месеци, но на телото му треба време да се прилагоди. Затоа, експертите препорачуваат постепено воведување тренинг во лето и зголемување на интензитетот само по неколку недели адаптација. Во најжешките денови можеби ќе треба да го забавите темпото на трчање, да го скратите времетраењето на тренингот, да правите почести паузи и да го намалите оптоварувањето за време на тренингот. Ова не значи дека регресирате, туку дека ги слушате потребите на вашето тело. Соодветната облека може да направи голема разлика за време на летните тренинзи. Памучната облека има тенденција да ја задржи влагата, па затоа многу спортисти препорачуваат технички тканини дизајнирани за спортски активности во текот на летото. Не заборавајте на заштита од сонце. Ако тренирате на отворено, заштитата на вашата кожа е подеднакво важна како и нејзината хидратација. Користете крема за сончење со фактор 30 или повисок, дури и во облачните денови. Исто така, не заборавајте да го заштитите лицето, вратот, ушите и другите изложени делови од вашето тело. Продолженото изложување на сонце може да го зголеми ризикот од изгореници од сонце, предвремено старење и други проблеми. Обрнете внимание на сигналите на вашето тело. Една од најчестите грешки во текот на летото е игнорирањето на симптомите на прегревање. Веднаш престанете со тренинг ако чувствувате мачнина, вртоглавица, збунетост, забрзано чукање на срцето, треперите или се чувствувате многу слабо. Овие симптоми може да укажат на топлотна исцрпеност или дури и топлотен удар, состојба која бара итно внимание. Кои се најдобрите тренинзи во лето?
Во текот на летните месеци, многу експерти препорачуваат активности кои се помалку стресни за телото. Некои од најдобрите избори вклучуваат брзо одење наутро, пливање, возење велосипед во студениот дел од денот, јога, пилатес и тренинг за сила во климатизиран простор. Пливањето е особено идеално бидејќи ви овозможува да се разладите за време на вежбањето. По вежбањето важно е да му помогнете на вашето тело да се опорави. Покрај пиење течности се препорачува лесен оброк што содржи протеини и јаглен хидрати. Ладниот туш може да ви помогне да го разладите вашето тело, додека одморот им помага на вашите мускули да се опорават. Доволното спиење исто така игра важна улога во закрепнувањето, особено во текот на топлото време. Вежбањето во лето може да биде безбедно и ефикасно ако е правилно испланирано. Клучот за успех лежи во одржување на хидратација, избор на вистинско време за вежбање, прилагодување на интензитетот и слушање на сигналите на вашето тело. Наместо целосно да се откажете од физичката активност во текот на летото, прилагодете вашата рутина на времето. На овој начин ќе останете активни, ќе заштедите енергија и ќе го намалите ризикот од здравствени проблеми што можат да донесат високите температури. Постигнувањето на совршен и долготраен бронзен тен кој изгледа безпрекорно, бара и правилна подготовка на кожата претходно. Во продолжение, совршена формула за постигнување и одржување на совршен летен сјај. Да погледнеме. Ништо не изгледа поздраво и поубаво од сончана кожа која сјае на сонце. Овие трикови ќе ви помогнат да постигнете и одржите совршен бронзен тен ова лето. Дали има некој што не копне да се врати од плажа со тој здрав тен? Но бронзен тен со длабок златен сјај не е лесен за постигнување или одржување. Па да научиме како да ја добиеме совршената бронзена боја. Што ја одредува нијансата на тенот што го добиваме при сончење. Причината зошто некои луѓе имаат маслинеста или црвенкава, а некои имаат златен сјај на сончана кожа е меланинот. Соединение кое се активира во кожата под влијание на сонцето и предизвикува промена на бојата. Меланинот е природен пигмент кој е присутен во телото на секого. Она што ја одредува бојата на нашата кожа по сончење е количината на меланин присутен во кожата. Значи, колку повеќе меланин, толку се поголеми шансите вашата кожа да има сјаен бронзен тен. Но како да се зголеми нивото на меланин во телото? Постигнувањето прекрасен тен во нијанса што ја посакуваме повеќе не е во доменот на бајките, но може да се реализира доста лесно. За почеток, променете вашата исхрана. Домати и повеќе домати. Јадењето домати е еден од најефикасните начини за забрзување на вашиот тен. Земањето сок од домати или доматно пире заедно со моркови и зеленчуки помага на кожата да добие портокалова кафена боја. Без оглед на бојата на кожата, секој може да го примени овој природен поттик за да забрза посакуван резултат. Покрај тоа, храната на база на домати помага да се заштити кожата од штетните ефекти на ултравиолетовите зраци на сонцето. Втор чекор е магијата на сончевата светлина. Кога станува збор за природно зголемување на меланинот во кожата, најефикасно е сончањето. И тоа е исто така она во што најмногу уживаме. Сепак, мора да бидеме внимателни на сонце, бидејќи прекомерната изложеност на UV зраци доаѓа со многу проблеми. Оние кои поминуваат премногу време на сонце, завршуваат со проблеми со кожата, како што се брчки, иритација на кожата, изгореници од сонце или осипи. Затоа крема за сончење е задолжителна пред да излезете надвор и погрижете се да не поминете часови и часови на најсилното сонце. Покрај тоа, научните студии покажаа дека меланинот не се произведува во тек на целиот ден, туку во рок од максимален период од 3 часа по првото изложување на сонце. Ова значи дека вашата кожа потемнува за време на 3-часовно сончење, а понатаму нема никакво влијание врз бојата на вашата кожа. Постојат и таблети за потемнување за бронзен тен. Тие се револуција во светот на убавината, бидејќи ви овозможуваат лесно и брзо, почитувајќи ги сите препораки за заштита од UV зраци, да постигнете бронзен тен. Главна и единствена состојка на ваквите таблети е бета-каротен. Сите ја знаеме оваа супстанца. Тој е тој специфичен портокалов пигмент што им дава на морковите нивна карактеристична боја. Земањето бета-каротен резултира со зголемување на производството на меланин. Тој е уникатен пигмент кој ја прави вашата кожа да изгледа потемна.
Науката вели дека со 6 до 15 мг бета-каротен можете да постигнете тен дури и без сончење. Бета-каротенот го стимулира производството на ензим наречен тирозиназа, кој игра клучна улога во синтеза на меланин. Покрај тоа, овој портокалов пигмент делува како антиоксиданс, кој спречува оштетување на кожата предизвикано од УВ зраци. И многу важно, хидрирајте ја вашата кожа за бронзен тен. Хидратантната крема нема да ја затемни вашата кожа, но ќе го зачува незиното здравје и еластичност додека сте на сонце. За вашата кожа да сјае, таа треба да биде добро нахранета и хидрирана. Поминаа деновите кога бевме опседнати со светла кожа. Денес и сончаната кожа е повторно во мода. Особено тој сјаен, препознатлив бронзен тен. Ова исто така ќе ви помогне да го зачувате вашиот бронзен тен подолго време. Изборот на совршена дестинација за одмор зависи од тоа каков тип на одмор преферирате. Урбан Блок и овој пат за вас подготви одличен прилог за летен одмор, па да го погледнеме. Кефалонија е најголемиот грчки остров во Јонското море, на западната страна на Грција. Како и Крит, Кефалонија е многу богата со природна убавина и е позелена од другите грчки острови во Егејското море. Зимзелени дрвја, чемпреси и маслинови шуми даваат прекрасен контраст на брилијантното сино-зелено Јонско море. Богатството на природата на Кефалонија не се само дрвја и зеленило, туку и самата почва на која се наоѓа е чудо од природата. Па, додека сте во Кефалонија ова лето, можете да очекувате вистински природен рај. Ако убавината доаѓа одвнатре, тогаш чудните геолошки феномени што се случуваат под површината на Кефалонија придонесоа за такви природни убавини како што се пештерите. Но исто така и езерото Мелисани. Високите ридови и планините на островот се совршени за развој на енергијата на ветерот. Во последните неколку години постои голем интерес на инвеститорите за формирање на ветерни електрани на островот. Тековно оперативниот парк на ветер е на потегот Манолатик Серолимпа во општина Аргостоли. Така, оние кои не им даваат приоритет на магичните плажи на Кефалонија, со ситен бел песок и кристално чисто море, може да уживаат во истражувањето на Кефалонија на еден поинаков начин. Патиштата се кривулести, но планинската гледка и погледот на плажите со бел песок се меѓу најдобрите што можете да ги најдете во Грција. Замислете како читате лесна книга за време на вашиот одмор во Кефалонија, со шарен коктел додека уживате во шарените околни куќи и магичните бои на тиркизно-зеленото море. Истегнете ги нозете на овој ѕид додека слабиот ветер го разбранува топлиот воздух и придонесува за освежување под сенка. Мораме да ја споменеме и плажата Асос. Во близина на градот Сами се наоѓа оваа светски позната плажа со камчиња. Како што се приближувате, можете да ги видите и густите планински шуми. Зеленилото и богатата вегетација се пресликуваат во водата, давајќи зеленикаво тиркизна нијанса. Во Кефалонија ова е една од омилените и најпосетувани плажи, па секако дека е многу добро организирана во однос на чадори и лежалки. Тој е представник и заштитен знак на целиот регион, кој привлекува туристи на исток од островот. Меѓу другото, славата и угледот на оваа плажа се должи на Пенелопе Круз и Николас Кейдж, кои чекореа по овие камчиња во холивудскиот филм Мандолина на капетан Корели. Веројатно претходно сте биле на плажа со бел песок, но дали некогаш сте слушнале за плажа со портокалов песок? Тоа не е плодна имагинација, ниту пак фотошоп. Поради бојата на песокот која покрива оваа област, ова е уникатна плажа, како во Кефалонија, така и во цела Грција. И ќе се согласите уште повеќе. Водата е плитка, а од левата страна на плажата има карпести формации, кои се топат и се лековити. Туристите често нанесуваат кал од овие карпи на својата кожа, имајќи предвид дека таа е многу богата со цинк. Ги имате можност да уживате во погледот од западната страна кон островчето преку улицата, до кое можете и да допливате. Покрај богатите тропски бои, плажата е богата и со барови и ресторани. Плажата Миртос е прогласена за една од 10 најубави во светот. Многу делови на Кефалонија се уште се совршено зачувани и нерасипани со широки бетонски патишта, па патот до оваа плажа е релаксирачки и многу мирен. Со одење до водата ќе можете да уживате во гледката од озгора. Ова е токму еден од скапоцените камења на Грција.
Омилен помеѓу сликарите и фотографите, како и љубителите на убавината. Темносините нијанси на морето се мешаат со околното зеленило, формирајќи прекрасен пейзаж. Мештаните велат дека атмосферата на плажата е различна од час во час и дека тука треба да го поминете целиот ден. Мали камчиња се вградени во белиот песок, кој од левата страна ги допира пештерите, кои можете да ги истражувате. Плажата Скала се наоѓа во јужниот дел од островот Кефалонија, во истоименото место. Позната е по својата прекрасна и долга песочна плажа. Плажата е наградена со сино знаме во својата чистота и организација, пошто и денес е позната. Во текот на летната сезона Скала е многу преполна, но можно е да се најде скриено место за некои дивки моменти. Доколку сакате да се забавувате преку ден, а секако и во текот на ноќта, наша препорака е одличниот Amos Beach Bar. Во овој бар на плажа ќе можете да уживате во одлични коктели, додека ги слушате звуците на најдобрата грчка и српска музика. Петани е апсолутно феноменална плажа, која се наоѓа на околу 35 км западно од Аргостоли. Многумина често ја нарекуваат сестра близначка на попознатата плажа Миртос. Огромни карпи обкружуваат оваа плажа и ја штитат од очите на јавноста. Плажата е покриена со ситен песок и ситни камчиња. Како и на Миртос, често се можни големи бранови кои се интересни особено за сурферите. Во близина на плажата има неколку таверни и барови на плажа кои ќе ве разладат во топлите денови со освежителен пијалок. А и Хелис се наоѓа во југозападниот дел на Кефалонија. Се наоѓа на 11 км од главниот град Аргостоли во близина на градот Сфорната. Плажата е позната по финиот песок и кристално чистата и плитка вода, која прават идеална за мали деца. На плажата има 2 игралишта за одбојка, а љубителите на овој спорт ќе можат да уживаат во оваа игра, па во паузите и да се разладуваат во море или под тушевите. Па која и да ја одберете, сигурно нема да погрешите. Ваше е само да почнете да се пакувате веднаш. Ако во последен момент ви се најавиле гости, па се чудите и тувкате што дома нема ништо благо. Не грижете се. Еве еден прекрасен рецепт кој можете да го спремите за 10 минути. А толку е чоколадест и вкусен што сигурно сите ќе ви позавидат. Станува збор за добро познатиот чоколаден мус. Неговата убавина се состои во чувството на блага и интересна воздушеста текстура, која му дава сунгерест изглед. Мусот е многу лесен за јадење, сладко ќе ве устреки и нема да ви предизвика чувство на тежина во стомакот од прејадување. Потребни состојки за подготовка на овој вкусен десерт се 3 јајца, 2 лажици шеќер, 50 грама темно чоколадо, кора од лимон и 1 лажица путер. Во стаклен сад изматете ги белките и шеќерот и оставете ги настрана. Потоа во сад на пареа растопете ги чоколадото и путерот. И откако ќе се соединат, додадете ги жолчките и кората од лимон. Внимавајте кога ќе ја рендате кората од лимонот, изрендајте ја само тенката жолта кора.
бидејќи останатата е бела и горчлива, па може да ви даде и горчлив вкус на самиот рецепт. Смесата со чоколадо полека вмешувајте ја во смесата со белките, за да биде чоколадниот мус убаво воздушест. Кога ќе ги соединувате чоколадото со белките, нежно промешајте ги заедно, со цел што повеќе воздух да остане во смесата. Откако ќе се соедини и добро измеша целата смеса, ја претурате во чаши и ја оставате во фрижидер за да се стегне. И тоа минимум 3 до 4 часа. Овој сладок рецепт можете да го декорирате со неколку малини или пак било кое друго овошје, кое само ќе го надополни изгледот и секако вкусот на вашиот чоколаден мус. Уживајте во ова брзо и сладко задоволство. Добар апетит! Во изминативе 30 минути ги исцрпивме сите содржини подготвени за вас. Ви закажуваме повторно средба за 7 дена, во истото време и на исто место. А дотогаш уживајте во летото и во сонцето. Се гледаме!